Сега ќе ја посетиме младата генерација од Скопското подземје и ќе гостуваме во еден подрум каде што свират хардкор групата Tank Warning Net. Ова е бендот Tank Warning Net што си вежбал во нивниот подрум. Кажете ми дали сте уште демо бенд? Да. Да. Немате снимки нешто? Имаме снимки, ама винилче, синглче имаме една плоча. Ама со некој бенд таму од Словенија нешто и тоа е некој сплит. Од една страна сме ние, од другата страна. Па да. Може да се каже. Добро, свирите на концерти и кажете ми нешто повеќе за тоа. Па сме имали до сега доста свирки повеќе, концерти не баш. Повеќе сме клубски бенд, онака поголеми свирки, ако може да се каже нешто МКЦ, Forever Punk, Forever Young. И Пула имаме еден настап исто така Forever Punk, Forever Young, тој фазон нешто. Тоа беше лето. И тоа, иначе повеќе тежнееме да свириме, не знам, клубски свирки кај што е поинтимна атмосфера, кај што може по добар контакт со публиката се направи тоа. И кажи ми ја филозофијата на хардкорот. кажи му ти. Па пи таму нешто, прави нешто и окей, после ќе останеш, пак имаш и жена и деца и нешто у пензија ќе отидеш и ќе умреш нешто. Боле вака, сега на пример си млад, можеш да пиеш до утре и да не ти е ништо или нешто. Да, и фурај. Значи, тука е Коста, бившиот член на Tank Warning Net. Кажи ми нешто поише за Tank Warning Net, како почна, бидејќи ти беше во првата постава на бендот. Да, Tank Warning Net постава таму втора година средно кога се собравме сите. Тоа е пред неколку години, колку? 94-та, нека така негде. И ја во еден зајо и чола со Данко, нека Данко не е. Тоа се сега истиот членови од свиркаат доле или има и нови? Един е нов, например, Мишко ни е нов, после ни дојде као гитара. Јас си отидов, мада се уште мислам онака работам. Данко си отидал и Данко е во тој другиот бенд, онака Фукс, што се фракција од Tank Warning Net. Односно Фукс, тие се паралелно работиме. И така мислам као сум клинци, онака као Фукс први почна да работат и ние имавме идеја некоја и се испадне супер. Добро, ја ве гледав вас на самостојниот концерт на Tank Warning Net во бифето на МКЦ пред година-две, така нешто. Да. Имавте и собствена сценографија, сте пазеле на таа страна, како ќе изгледа имиджот на бенд. Не, се собравме, таму еден пријател наш Сако, нека он ни помогна, па Војдан, нека се собравме сите, мислам, ја Чоло, нека сите направивме тоа нека конструкција. И се испадна супер. Марко ни работеше исто на светло, направивме некој сам наше светло. Сега Војдан нека може за другите работи повеќе да каже што се врати. Ова е Војдан од Tank Warning Net вокала, така? Кажи ми нешто повеќе за Пула, бидејќи тоа бил собир на повеќе бендови, имало дружење. Кажи ми како помина вашата свирка и така. Нашата свирка супер помина. Имаше луѓе многу? Не, луѓе имаш. Па има тоа фестивал убав, така и. Кажи ми за Tank Warning Net повеќе таму во Пула. Абе, ништо, ние таму као туристи вака дојавме. Мислам, знаеш, вака целите се раскомој. Се бањавме, си седевме нешто, убаво време се, море, знаеш, женски нешто лева, десно тука. И
Ништо така, и многу панкери имаше таму, многу. Ние вака како туристи нешто, ама свирката вака и Кажи ми за панк движење во последние години, мислиш дека изумира или дека ќе постои forever? ќе постои за секогаш. За кажи ми нешто за февруарски поход кој се одржа пред 10 дена во МКЦ, како помина Think Warning Net таму. Ние па добро звучеше, мислам. Бар ја од сцена вака, тоа не е проблем што ја од сцена вака слушам како звучи, али доле вака не знаеш како звучува, ме разбираш? Значи има она доста луѓе што слушаат Think Warning Net, иако немате снимки никој направено конкретно. Се изненадивме таму пуно рипаше скокаше таму. Да. Ни биле на Првата претходни вечер беше концерти. интересна, не знам таму што бендови свиреа. Ја на крај зов некој бенче свиреше и Кој ќе ми каже за снимки са, она дали ќе правите нешто албумче ваму таму? Ама не е убаво да се збори со ке, знаеш, зашто никад не се знае, да може нешто сега да не зборам сега, разбираш, такви работи. А иначе, у план ни е, само треба да се најде некоја миксета, нешто, некоја вака ситно малце опрема, нешто, колку знаеш да... Зашто прошлите снимки ги направивме пред едно 2 години. Па, ги направивме пред едно 2 години, супер снимки, одлични, ама тоа пред 2 години се сменија многу работи, знаеш. Друг бубњар нешто, уште една гитара, нешто, такви работи и така, знаеш. Што? Добро, Коста ми даде некои снимки на касета, ќе влезе тоа во материјалот или нови работи имате? Па види, сакаме, уствари у материјалот све што сме направиле до сега, све да... Не Greatest Hits, него документација на све до сега што сме направиле. Зашто сега така треба да најдеме некој место да свири и така да... Сега друго, не знам нешто друго ќе правиме, мислам, ќе свириме уште. И тоа се документира вака една касетка и касети ќе правиме ваќе, сега што знам.